Коронавирусот што ја стреса Италија ги исплаши македонските граѓани и ги примора да ги откажуваат патувањата во оваа земја. Од туристичките агенции за Алфа велат дека ситуацијата во Италија си го направила своето, па така дополнително придонела за откажување на аранжманите. Но имало и такви граѓани кои во последен момент се премислиле и не уплатиле за своето патување. Актуелни пакет аранжмани кои што ќе има датум на заминување наскоро, нема. И од таа причина не можеме да донесеме заклучок дека има откажување. Се уште мислам дека е премногу рано за да донесеме заклучок дали ова прво ќе се смири или не. И во таа смисла дали ќе влие на одлуката за патување на патниците за конкретно за оваа држава. Покрај пишманењето па и откажувањето на аранжманите за Италија, од агенциите велат дека сериозен проблем е и тоа што граѓаните се уште ги чекаат пасошите, иако велат веќе имале уплатено патување. Со оглед на тоа дека сме во ситуација на стопирање на процесот на издавање на патни исправи, не знаеме до кога тоа реално ќе трае, може во догледно време да значи дека патниците нема да можат навреме да извадат патна исправа и со тоа нема да може да го планираат својот годишен одмор. Но има и такви агенции кои немаат откажување на аранжманите. На нивните интернет страници и натаму се нудат аранжмани по повод 8 март и тоа во Рим, Милано и други популарни дестинации во Италија, каде се заразени над 150 лица. Цените варираат од 250 до 300 евра со вклучен авионски превоз. Во меѓувреме, повеќе средни училишта годинава ја избрале Италија како дестинација каде што ученици од трета година ќе поминат околу една недела во обиколка на туристички атракции во поголемите градови. За сега нема информација дали надлежните размислуваат за откажување на екскурзиите за кои веќе учениците платиле дел од ратите. Инаку коронавирусот создава проблеми кај останатите дејности. Алармот денеска го вклучија и од текстилната, кожарската и чевларската индустрија кои доминантно работат за италијанскиот пазар. За нас производството на облека најголем партнер е Германија и таму немаме проблеми, но во Италија и тоа баш оној дел кај што сега се развива коронавирусот, имаме многу компании кои соработуваат со кожарската индустрија на Италија. За проблеми веќе извесен период алармираат и од останатите сектори кои се зависни од увоз на репроматеријали главно од Кина. Ова ќе создаде дополнителни проблеми посебно за странските инвеститори кои главно произведуваат за потребите на автомобилската индустрија.